Власта насила бара уставни измени, опозицијата е против. Опозицијата сака предвремени избори, власта не сака ни да чуе. Кој е излазот од политичкиот лавиринт во кој се наоѓа Македонија? Што ќе се случи кога нема да поминат уставните измени, кои се главна точка на здружување на партиите во владата на Ковачевски? Делот аналитичарите, но и политичарите согласни. Формално правно Ковачевски нема да има никаква одговорност, но само ќе докаже дека нема легитимитет. Од друга страна, избори би биле правилно решение за граѓаните да одберат дали сакаат патот кон Европската унија да го одат под диктат на Бугарија или да одберат опција за поинаков начин на пристапување кон унијата, како што нуди опозицијата. Амбасадорот Донев вели Ковачевски избори нема да даде. На нив им е неопходно да притискаат за уставни измени, за да останат на власт до крајот на мандатот и евентуално да подобрат рейтингот на партијата. Секој распишување од страна на Ковачевски на ворени избори сега во овој момент, па и за ДУИ, ќе биде катастрофално. И тоа ќе биде катастрофално за Социјалдемократскиот сојуз. И тоа е проблемот на Ковачевски. Ковачевски би бил најсреќен ако може да излезе на избори, ама да победи. Тоа нема да му се случи веќе. И сега не е проблем да ќе изгуби он со 5 или 6 пратеника, страшно да не изгуби огромна број на пратеници. Донев вели сето ова притискање на отворање на уставот за да влезат бугарите во преамбулата ја доведува Македонија до отворање длабоки рани кои нема начин да се излечат. Се тоа што се прави насилно сега во овој момент прави травматизација, има све во општеството, има своји ефекти врз состојбите внатре во општеството, кој што имаше и насилната промена на уставното име. Влошувањето на тензиите во меѓуетничките односи, тензиите меѓу македонците внатре во македонската етничка група или народ, како да ги кажам. Значи, сето тоа ќе има свое влијание и тоа ќе има последици долгорочни. Се тоа што сега ни се случи овие 2-3 години со Бугарија ќе има трауми, ќе бидат трауми кои што ќе имаат свое влијание и на подолг период. Што и како ќе се случува со уставните измени? Неверојатно, барем дел, ќе се знае утре на лидерската меѓу Ковачевски и првиот човек на ВМРО ДПМН Мицкоски.